Zemi, vreme je da naplatimo. 5 veka krv. Македонски режисер со најзавиден филмски опус. Неговиот и наш Пред дождот стана своевидна трилогија на зборови, лица и слики и за препознавање на Македонија. Со својот дебитантски филм Пред речиси 3 децении Милчо Манчевски освои Златен лав, престижното признание на популарната мостра. Следува и 30 награди и номинации за Оскар. Во неговиот опус се и филмовите Прашина, потоа Сенки, Кајмак, Врба, Мајки, Биста. Неговите филмови се прикажани на речиси 200 меѓународни фестивали. Во 2012 година ја добива престижната награда, односно титула Национален уметник, подоцна и македонски амбасадор на културата. Господин Манчевски, на почеток ќе почнам со една ваша констатација. Сликата е убава, ама зборот за мене е слобода. Ова мисла ме мотивира да ве прашам зошто во оваа слобода нашата реалност е многу се постсурова. Па сложено прашање. Не знам, веројатно затоа што во принцип има големо раслојување секаде во светот и кај нас. Кај нас има дополнителни проблеми кои го прават животот уште по-тежок и по-лош. Мислам, нели, не откриваме Америка ако кажеме дека корупцијата го разјадува ткивото на ово општество. Ако го носите ореолот за најуспешен во седмата уметност, дали тој статус на Милчо Манчевски му обезбедува поедноставен пристап до нови проекти, финансии, создавање, исклучување на соработка со други копродукции? Па, човек би помислил дека е така, ама уствари не е. Значи, кредитот кој досега сум го заработил, значи тоа што сум постигнал, и како признание, и како самите филмови, и како значење што тие филмови го имале во животот на ово општество и воопшто во културниот живот меѓународно. Ми олеснува понатамошна работа во светот. Значи, кој ќе се појавам на некој конкурс, не знам, во Данска, например, луѓето го почитуваат кредитот и го почитуваат проектот кој сега го аплицираме, например. Кај нас, во моментов, за жал не е така, кај нас тоа што до сега сум го постигнал работи против мене. Тоа ми е голем минус. Значи, до сегашниот мој успех и квалитетот на тоа што го нудам се минус. Веројатно затоа што на некои луѓе им го нарушувам владењето на медиокритетството. Значи, со резултати покажувам дека може и од тука да излезат дела кои ќе бидат вреднувани меѓународно и кои за нашата заедница нешто ќе значат, кои ќе бидат најгледани филмови на годината во Македонија, например. Така да, особено последниве години, напротив, мојата работа во Македонија е блокирана. Мислам, она е буквално блокирана, не метафорички. Господин Манчевски, и натаму дигате прашина со најновиот филм Кајмак на меѓународните филмски фестивали, но дел од вашите генерално филмските критичари за вас ќе речат важно си го собра Кајмакот, друго не му е важно, алудирајќи на финансиските средства кои се издвојувале во изминативе години за филмовите кои се под ваша капа. Може ли Милчо Манчевски во овие 3 децении, колку што сме независна држава, а и колку што имате реализирано филмови, да каже колку државата му има помогнато финансиски за сите негови дела? Апсолутно, и многу би сакал тоа да биде регистрирано. Го имам кажано неколку пати, ама плукањето
е поинтересно и повеќе се памти од фактите. Еве ги фактите. Значи во тие филмови што сум ги снимал во Македонија, затоа што имам снимано и филмови во кои Македонија не учествува. Учеството на македонската држава во сооднос со учеството на странските партнери е околу, не ме држате за збор, најпрецизната бројка е околу 28% македонско учество, околу 72% странско учество на филмовите што сум ги работил како македонски копродукции. Тоа странско учество е најчесто учество на фондови поддржани од странските влади. Од Велика Британија и Франција во преддождот, понатаму Германија, Италија, Шпанија, Бугарија, Унгарија, Данска, Холандија, Белгија, Албанија и Евроимаш. Значи односот е 22, 28, 28-72. Отприлике, значи, 1/4 од вложените пари во овие 6 македонски филмови доаѓа од македонската држава, преку Министерството за култура, Филмски фонд и Агенција за филм, остатокот е дојден од странство. Во преддождот Македонија учествуваше со околу 7% од целиот буџет, тогашни околу 150.000 германски марки. Во последниот филм Кајмак, го спомнавте, колку е собран кајмакот. Значи Кајмак е поддржан од Агенцијата за филм со, например, на пола помалку пари, одошто во исто време е поддржан Хомо, филм кој исто така го поддржа Агенцијата за филм. Плюс-минус, отприлике пола. Повеќе од 50% од буџетот на Кајмак беше од странски извори. Значи, тоа е отприлике генералната слика на поддршката. Она што е поважно, тоа е што заедницата, што државата, што народот и Агенцијата за филм и кинематографијата добиваат за тие пари. Дали е тоа некој филм кој ќе има некоја мала премиеричка и ќе го ставиме во фиока, или се прави вредно уметничко дело, за кое заедницата ќе дискутира, кое луѓето ќе го паметат, ќе одат да го гледаат, ќе им значи нешто во срцето и ќе ја представува оваа култура пред светот, на фестивали, во дистрибуција и така натаму. Ево го Кајмак, нашиот продажен агент Левел К од Копенхаген го продаде во 40 кусур земји. Он играше на десетици и десетици фестивали, премиерата имаше во Токио лани ова време. Има еден куп награди собрани од Калифорнија до Порто до Херцег-Нови. Значи, прашањето на резултатите на таа инвестиција на народни пари, на големи народни пари, во сите македонски филмови. Кој од македонските? Вистинска отчетност јас не гледам. Нели? Ние гледаме прва клапа, се снима филм, има премиера. Океј, во овој филм колку вложи државата, што за тоа добивме, каде се влезот и излезот. Тоа вистински не го гледам и тоа посебно го доживувам како проблем во последно време, затоа што, мислам, јас on the record имам пријавено Агенцијата за филм за коруптивни дејности. Подолг период, особено последниот месец дена, филмската и уметничка јавност ја бренуваат низа на прашања за малверзации, за начинот на кој се доделуваат средства за поддршка на проекти филмски. Тука сте апострофирани и вие. Па не е дека беше се во ред. Јас за прв пат ја пријавив агенцијата на антикорупцијска на Министерство за култура пред 3 години, скоро 4 години. Значи пред 3 години. И конфликтот, од како ги пријавив за корупција, тие ги блокира моите проекти. Значи блокиране Кајмак, кој е завршен филм, кој е прикажан и кај нас и во светот, агенцијата не ги исполнува своите обврски кон филмот кој е веќе завршен. И со тоа го прекршува законот. Тоа е со одлука на управниот одбор, која е незаконска одлука. Тоа го заклучи Министерството за култура, а за тоа сме и на суд. Па судот ќе каже дали е законски или не е. Го блокираш и следниот проект кој беше одобрен минатата година.
За Биста говорите сега? Да, работниот наслов беше Биста, новиот наслов е Збогум Копакабано. Значи Збогум Копакабано беше поддржан, ако веќе зборуваме само за пари, што е штета, тој беше поддржан со онолку пари колку што добива дебитант во Македонија. Во ред, ќе го спакувам како меѓународна копродукција и веќе се во филмот веќе се вклучени 4 земји. 4 земји се вклучени. Во меѓувреме Македонија, односно управниот одбор на Агенција за филм донесува одлука за која, како што реков, Министерството за култура вели дека е незаконска, со која го блокира и кајмак, го блокира и следниот филм, значи ова копродукција Збогум Копакабано. Значи, зошто е сега не чини агенција, порано чинела? Јас реагирам на тоа што го на нивните постапки. Нивните постапки се местени конкурси, луѓе кои се рецензенти, например финансиски советник кој ги нема квалификациите или образованието да биде финансиски советник, а тоа го работи 7 години веќе. Истиот. Рецензент, невенчана жена на претходниот директор, исто така 7 години. Значи, едни исти луѓе го владеат филмот, едни исти луѓе ги донесуваат одлуките и го собираат кајмакот. Ова не е моја приватна битка. Мислам, јас ја почнав меѓу другото затоа што мислам дека не е добро. Мислам дека ова корупција е корозија на ткивото, го разјадува ткивото кај нас. Ја не знам што се случува во други области, во филм знам и го кажувам. Ме засега и мене, и засега и моите проекти, ми уништува еднината. Господин Манчевски... Уште поважно, само да докажам, има македонската кинематографија е во подем и греота е ова да се одразува и на младите луѓе, на младите автори кои во моментов остваруваат успеси. А кој откако ќе го направи тој успех, ќе се врати тука и ќе се мачи да го спакува следниот филм. Следниот филм ќе биде многу помалку поддржан од што е поддржан филмот на некој Салиери. Значи тоа што го пријавив, го поддржаа, потврдија дека постои корупција во Агенцијата за филм. Антикорупцијска, они прошлата недела излегоа со извештај, имаше извештај исто така и пред 3 години. Државниот завод за ревизија, Transparency International, самото Министерство за култура, кое му даде негативна оценка на извештајот на Агенцијата за филм и така натаму. Значи, не е ова Милчо и Бојан како јатрви на капиџик се караат. Господин Манчевски, никој не ги оспорува вашите достигнувања, но се наметнува прашањето зошто немате доставено финансиски извештај за филмот Мајки, а не сте приложиле ниту финансиски извештај за Сенки. Во светските и европски земји најчесто се говори или многу често познати светски актери, фудбалери, тенисери, менаџери одговараат за незаконско работење ако има... И секој треба да одговара за незаконско работење, никој не е надвор вон законот, над законот. Само ова што го кажувате не е точно. Значи, ова е дел од пропагандата, дел од тоа блатење кое Агенција за филм и тие 6 луѓе кои во моментот си ја приватизираа филмската индустрија, го пласираат против мене, најмногу преку партиски медиуми, преку озборување. Извештаи се поднесени. Значи, да повторам по трет пат, извештаи се поднесени. Доколку не беа поднесени извештаи, како Агенцијата за филм, или Филмскиот фонд, или Министерството за култура, ќе продолжат да соработуваат со мене. Значи, Мајки е направен пред 14 години. Во меѓувреме, за филмовите и за поддршка на филмовите, фирмата со која јас работам, со државата има подпишано 6 договори. Како се подпишани тие 6 договори, доколку не биле поднесени извештаи. Значи, извештаи се поднесени. Што и ќе се потврди кога
кога тоа ќе се побара. Значи, ова е употребено како изговор за да се блокираат моите филмови, затоа што јас ги пријавив за корупција. Зошто тогаш владата не го разрешува директорот на Агенцијата за филм? Прекрасно прашање. Како беше оној народна приказна, зошто да, зошто? Мислам дека за функционер, државен функционер, за кого има негативен извештај од владини, не знам што се институции се вајда, и ДЗР, и ДКСК, и самото министерство, логично би било наместо тоа допуштено е да се користат државните механизми, државни пари, да се користи агенцијата која си плаќа пиар агенција за да ме блати мене, си плаќа новинари, си плаќа адвокати, ако има вработен правник во агенцијата. Значи, тоа е користење на државниот механизам, фатена институцијата за гуша, и тоа го кажуваат, значи побара прекин на тој де факто политички прогон, и они така го крстија, и јас се слагам со нив, и Венецијанскиот фестивал, најстари и најреномиран на светот, и Меѓународната федерација на филмски критичари, ФИПРЕСИ, и Коалицијата за заштита на укажувачи на Југоисточна Европа. Кој од вашите филмови најсоодветно ја има антиципирано состојбата денес во Македонија? Мене најдраг филм ми е Мајки. И на некој начин можеби тој и најверно отсликува еден најверен снапшот на тоа како изгледа да се живее во Македонија во тоа време. Не зборувам за случувањата, за заплетот во филмот, туку зборувам за текстурата, за вкусот, за чувството како изгледа да се биде во мало градче или како изгледа да се живее во Скопје или во напуштено село. И тоа не затоа што дел од филмот е документарец, туку затоа што не знам, тој филм некако има најмногу огледало во него. Ке ве вратам, речиси 7 години наназад, 2016 година, дадовте лична поддршка на протестите предводени од шарената револуција и тогаш рековте: ова е шанса да се сврти нов лист кој не треба да се пропушти, да нема криминал, лажна демократија, подобни на наши и ваши. И денеска, што? Каде сме? Не ви требам јас да ви кажам каде сме. Во многу работи очекувањата, а богами и ветувањата не се оствари. И тоа е дуплизијан. Тоа е дуплизијан затоа што за многу луѓе тоа значи губење на надеж или ронење на надежта која жално е. Во каква состојба живееме денес? Па јас не можам да бидам песимист или апатичен. Ја и како човек, а и како филозофија, мислам дека секогаш треба да се бориш, и тоа да се бориш до крај, до даска. Знаеш што, мислам, не сакам да генерализирам, различни луѓе различно се чувствуваат, ама мислам дека чувството моментално, и тоа не треба да се лажеме, не треба и тоа не е врзано за една партија. Тоа е едно разградување на општествените односи кое се случува долги години, се случува со децении и оди наспроти она што сме го учеле дека секојаш има прогрес. Испаѓа дека прогресот некојаш иде надоле, па иде на страна, па после можеби пак ќе тргне на подобро. Како живееме? Не многу убаво. Ама со надеж дека со ангажман може да биде поубаво. Ангажманот нема тој да ни го реши некој од страна. Нема да ни го реши некоја влада или да ни го реши некоја Европска унија. Манчевски,
ако државата ја воделе повторувачи со презир кон стручноста, а сето тоа нема врска со Европа или со тоа како светот е да живува Македонија, се поставува клучното прашање. Зошто државата се празни? Па ете затоа што ја водат повторувачи. И денес истата стика како пред 15 години? Мислам дека емпириските факти, емпириската проценка дека фактите се дека квалитетот на живот кај нас е се полош. А тоа што го имам кажано дека државата ја водат повторувачи, мислам, тоа го гледавме на дело, го гледаме на дело. Манчевски на крајот често патувате. Државата вели ние сме Европа. Географски припаѓаме на Европа. Меѓутоа, кога патувате низ европските метрополи и кога ќе дојдете во Скопје, колку ние фактички припаѓаме на Европа? Колку сме внатрешно европеизирани? Па не знам. Не знам, сигурно негде во Европа има толку многу коли на тротоар и сигурно негде во Европа има толку неквалитетно живење со загаден воздух, со згради набутани една до друга, со луѓе кои покажуваат толку многу непријателство еден кон друг. Сигурно го има тоа негде во Европа, ама ја одамна го неам видено. Надвор од Скопје. Благодарам за гостувањето во Тренинг, ми беше задоволство. Фала и вам.